За околу 2 часа ќе заврши втората епизода од Одисејата што започна на 24 декември 2012 година. Точно 361 ден помина откако во највисоката институција во Република Македонија се случи рушење на уставниот поредок. 361 ден од кога по претходно добиена партиска директива и наредба, извршителите Трајко Велјановски, Зоран Ставревски и Гордана Јанкуловска извршија класична суспензија на парламентарната демократија. Причина и мотив беше донесување на најважниот финансиски документ и една од највисоките надлежности што во парламентарни демократии го има собранието. А тоа е да го носи еден од највисоките акти на кој начин ќе се трошат заедничките пари што граѓаните и правните субјекти ги одвојуваат за да можат од извршната власт да добијат повратно разни услуги. Тоа е принципот и ова е уставот, почитувани колеги. Малобројни колеги од ДПМНЕ. Како велите, сте се откажале од правото на ваш говор и дебата за буџетот за 2014 за да ни оставите повеќе простор и време нам како опозиција да говориме. Почитувани колеги, во тек е најголемата фарса во историјата на Македонското собрание. Ништо различно не се случува од лани. Само методот е различен. Годинава Ставревски немавта сорачето, давајќи налог на партиската полиција што побрзо да ги изнесе надвор на клоци парламентарците од опозицијата, предходно со договор да ги исклоца новинарите од галеријата, за да може точно вие со име и презиме, пратеници од ДПМНЕ, да минувате, а со тоа и да ја сносите најголемата лична одговорност за рушење на уставен поред. Само и само да има пари за да се финансира режимот на Груевски. Најмалку битно беше она што го нанесовте како физичка болка на пратениците. Многу побитно е што го рушевте уставот, а уставот е Република Македонија. Зоран Ставревски повеќе од сите знае дека опозицијата лани немаше намера да го кочи донесувањето на буџетот. Напротив, опозицијата, да ве подсетам колеги, јасно и гласно кажа стоп на најновите задолжувања на најсиромашниот народ во Европа, а тоа се граѓаните на Република Македонија. Кажавме дека ќе ги употребиме сите уставни и деловнички инструменти за да го соприме најновото тогашно задолжение од 250 милиони евра и дополнителни 90 милиони долари, ако добро се сеќавате, условувајќи ги го господинот Ставревски да се откаже од тие најнови долгови, а да скрати од непродуктивните трошици. За долгот се работеше, колеги, не за буџетот. Бидејќи, доколку и на 31 декември 2012 не се донесеше буџетот, Ставревски најдобро знае дека ништо страшно немаше да се случи. Ке течеа редовни исплати на плати, пензии, социјални надоместоци. Знаете зашто немаше да има пари? За изборни манипулации за кои беа наменети тие 250 милиони евра. Се разбира, најпрво да ја исплати траншата од минатите долгови со кои Ставревски секоја година упорно не задолжува, а да се најде нешто динар за изборна корупција во пресред на локалните избори 2013. За тоа се работеше.
И тоа беше стратешки добро поставено. Да ве подсетам, колеги, цел проблем лани започна кога Благородна Дулик на Законодавно-правната комисија се одлучи да направи манипулација со деловник. Како во нејзин познат стил, Благородна Дулик мислеше дека е доволно да го суспендира правото на претениците да говорат за амандманите на матичната комисија за финансирање и буџет, сметајќи дека доколку ги прочита, ги отвори и подитно ги затвори неразгледаните амандмани, дека тоа ќе е доволно да се даде зелено светло буџетот да се врати во влада. И тоа не успеа. Тоа не успеа благодарение на присебноста на нашите членови, Сугаревски и Цветанка Иванова. И така започна одисејата буџет 2013. Така микрофоните паднаа долу. Дали тоа беше насилие? Не. Тоа беше единствен начин да се спречи Дулич во договор со Трајко Велјановски да го изманипулира деловникот и уставот. И успеавме. Навистина успеавме да ја спречиме тоа да се случи на Законодавно-правна комисија. На 22 декември лани, почитувани граѓани, само заради вас го говорам ова, се случи најголемата лага и манипулација од лицето што стои зад мене. Тој го прифати извештајот на незавршената амандманска расправа по амандманите лани, подпишан од членови и заменици на Комисијата за финансирање и буџет, и тоа како документ невалиден, противуставен, противделовник, беше доволно за Зоран Ставревски, нели да почне да го спрема финалниот удар кон опозицијата за 24 декември. Добро знаевте дека нема опозицијата да отстапи од она што беше најбитно за граѓаните на Македонија, да спречи безумно трошење на нивните пари и безумно најново задолжување за да се финансира организираниот криминал и корупција на Илинденска безброј, на Груевски и фамилијата. И тоа е вистината. Затоа повикавте тајна полиција и полицајци, затоа вашето раче се тресеше овде. Затоа ја повикавте како главен екзекутор Гордана Јанкуловска. Само знаете што? Бевте свесни дека нанесовте срам и на меѓународниот углед на Република Македонија и го повредивте уставот. Дали една секунда Зоран Ставревски помисли дека избрканите 42 пратеници од опозицијата представуваат 370.000 граѓани? 370.000 граѓани кои го полнат буџетот, кој онака недомаќински го троши Ставревски. Тие 370.000 граѓани, спротивно на Устав, им спречивте право да бидат представувани, особено кога се одлучува како ќе се трошат нивните пари. Денес треба да говориме дека овој пат овај буџет ќе се донеси мирно и лесно. Што се случи поразлично, освен тоа што не паднаа клоци и тупаници? Повторно, амандманите на опозицијата не беа разгледувани. Како вели колегата Станковиќ, па имавте 10 дена време. Кој тоа време го ограничи, колега Станковиќ? Самите вие на 14 февруар во отсуство на опозицијата се обидовте после 3 месеци да си дадете алиби и да го ограничите правото за дебата по амандмани за буџет на 10 дена. Знаете ли колку часа се 10 работни дена? Бидејќи работното време по деловник е од 11 до 6 часа, секој ден. Тоа се 7 часа дневно, со сат пауза. 10 дена по 6 часа, се 60 часа. Во 60 часа, буквално без една минута потрошена на общ претрес, тоа значи дека вие го ограничивте можниот број на амандмани кои може да бидат разгледувани. Просек по 2 амандмани на секој од 123 пратеници.
Само знаете, статистиката како на Ставревски. Статистиката предпоставува, например, дека Александар Николовски валјда ќе најде 2 проекти во Охрид што недостасува да бидат финансирани од централниот буџет. Или Лилјана Кузмановска 2 амандмани за проекти од Битола. Или Пачков за Куманово. Ама не, бидејќи вие не сте представници на граѓаните, вие сте представници на партиите. Затоа овој устав е уништен неповратно на 24 декември. Неповратно. И затоа на последниот состанок на Комитетот на министри добивме повторно порака, решете го 24 декември. 24 декември не е разрешен се додека лицето стои позади мене и глуми дека извршува втора функција во рамките на Република Македонија. Или дека лицето Зоран Ставревски се уште е главен менаџер на заедничките средства. Или Гордана Јанкуловска е прво главен уредник на сите медиуми во Република Македонија и прв полицаец. Се додека сериозна и одговорна власт не се соочи со катастрофалните ефекти од 24 декември, Република Македонија ќе тапка во место и ќе биде најсиромашната и најзадолжената земја во Европа. Кога говорам за буџет 2014 нема да влезам на полето на кој Зоран Ставревски мисли дека е најдобар. Бидејќи буџетот, како ништо друго, како буквално огледало, ги отсликува приоритетите и намерите на оваа власт, на овај режим, на оваа диктатура. А тоа значи дека ништо не се сменило. Тоа значи дека повторно за Ставревски врвен приоритет е панорамското тркало. Наспроти, радиоактивната вода што ја пијат граѓаните на Свети Николе. За Зоран Ставревски се уште врвен приоритет се шпанските скали во Скопје. Наспроти, депонијата што во Кичево, Антонио Милошевски и Илија Китановски ја имаат насред град. Тоа значи дека се уште на Зоран Ставревски врвен приоритет му се барокните фасади и згради во Скопје, бидејќи на тој начин најлесно се мотивира и се става во погон класичната корупција со јавните средства. И сега зашто да говориме? Дека пратениците на опозицијата имаат намера да ја обструираат реформската влада која се уште Република Македонија ја држи стратешки, ја позиционира како земја во која живеат најсиромашни граѓани. Таа е стратегијата на ДПМНЕ. Бидејќи само гладен, бос и гол народ можеш лесно да го манипулираш, да му ги одземаш парите од джепот до последен денар, за да можеш после со заедничките пари што ги издвојуваме да го корумпираш на ден на избори. Јавните средства, средствата од буџетот и понатаму служат само да ја одржуваат на власт оваа страшна диктатура и режим. Република Македонија веќе не е земја на слободни граѓани. Република Македонија е земја во која царува режим, во која граѓаните се гладни, голи и боси, бидејќи од буџетот се финансира бедата и сиромаштијата, стратешки. Јас не верувам дека постои еден граѓанин што мисли дека врвен приоритет се барокот, лажниот сјај, стариот театар и еден куп такви проекти кои навистина одат до карикатурални размери. Бродови на Вардар, панорамско тркало, жални врби платени 240.000 евра. Тоа се начините на кои се троши и се растрошува недомаќински цел буџет полнет од сите граѓани кои не ја поддржуваат оваа политика.
Ако нешто добро се случи лани на 24 декември, тоа е што навистина иницииравте отпор. Отпор против вашата бездушна политика. Отпор против вашиот режим. Отпор против вашиот обид. Да партизирате се што може да замислите дека треба да се партизира. Република Македонија направивте затвор во која живеат 1.700.000 затвореници. Република Македонија ја направивте земја на апсурдот, бидејќи само во Република Македонија се намалува невработеноста, а не се зголемува вработеност. Или да бидам попрецизна, само во Република Македонија, како што се намалува невработеноста, така се намалува и вработеност. Бидејќи тоа веќе не може ни статистички да се изманипулира. Се гледа во однос на намалените придонеси што вработените ги полнат фондовите, апсолутно секоја година се намалува. Република Македонија ја претворите буквално во земја во која што граѓаните чувствуваат дека немаат веќе излез. И затоа, оние 300.000 срекници кои купиле една карта во еден правец се спасиле од режимот во Република Македонија. Бидејќи покажавте навистина сериозен демократски капацитет и дозволувате слобода на израз, ќе ми дозволите моите последни 3 минути да ги посветам на Ставревски и на лицето ТВ од ѓП, што стои позади мене. Во истиот стил и манир, како што тоа му дозволувавте на тогашниот пратеник, а сега ваш министер за одбрана, Талат Џафери. Тој имаше право, а вие апсолутно не му го споревте. Во својото време на говор да молчи, да рецитира, да чита енциклопедија. Мојата порака и мојот поздрав и до Трајко Велјановски и во се ќе изразам на мој личен начин. И ќе ми дозволите, со тоа ќе заврши. Претходно ќе напоменам, нема да ви дадам алиби со свое присуство, овде повторно да го кршите и рушите Уставот. Тоа повторно ќе остане на совеста, кој колку ја има и како ја има. На Дулич, на Бонева, на Антонио Милошовски и на сите понатаму. Ама оваа песма еден ден ќе ве стигне. Со оваа песма еден ден ќе бидете разбудени од своите домови. Бидејќи никогаш нема да успеете да го замолчите македонскиот народ. На сите македонци што се вградиле во државност, им должиме да ја сочуваме Република Македонија. Да ја вратиме прво слободата, а потоа да ја направиме земја на среќни луѓе. Прв услов е Зоран Ставревски, Трајко Велјановски, Гордана Јанкуловска и нивниот извршител ќе одговараат. Затоа ви препорачувам, ќе ја слушате оваа песна. Многу долго ќе ја слушате и ќе ве опоменува. Тој ден се ближи и е се поблизко.